Значи, наведовте дека Советот на Карпош гласаше против ревизија на ДУП-овите и забрана за издавање градежни дозволи како и отпочнување на градба на ваша иницијатива. Зошто гласањето имаше таков резултат? Да бидам искрен, помалку сме изненадени од исходот од вчерашното гласање, особено поради фактот што само пред два месеца истите тие политички партии за време на кампањата во рамките на локалните избори ветуваат дека нема ќе стават стоп на бетонизацијата на Карпош, но два месеца подоцна гледаме како истите тие советници, истите тие носители на листи гласаат спротивно на интересите на жителите на Карпош. Зашто беше гласањето такво, не можам да дам информација, веќе не знам кој е мотивот кај останатите советници, меѓутоа она што со сигурно знам дека тие не се водени од интересите на карпошани. Споменавте дека кога сме кај гласањето, више да се надоврзам, споменавте дека СДСМ, советниците на СДСМ и советниците на ГРОМ гласале синхронизирано. Предходно имаше препукување за време на кампањата помеѓу нив. Чудно ли ви беше тоа? Многу чудно, затоа што до последниот ден од кампањата интензитетот во препукувањата од СДС кон ГРОМ и обратно беше многу голем. За сега да видиме дека они гласаат буквално синхронизирано исто по сите точки. И особено по оние точки што беа многу спорни за време на кампањата, но и претходно, каде што имаше обвинување на релација помеѓу Стефчо Јакимовски и Стефан Богоев, токму за бетонизацијата и за ДУП-овите. Така, градоначалникот кажа нешто за овие 39 ДУП-ови? На вчерашната седмица градоначалникот не беше присутен, така да официјална изјава од него во однос на ДУП-овите нема. Меѓутоа тој ветуваше дека ќе го спречи она што го започнал неговиот претходник Богоев, меѓутоа по овие два месеца не добиваме такви јасни сигнали дека има таква намера. Така, што е предвидено да се изгради со овие ДУП-ови, зошто Советот не сакаше да прифати вашата иницијатива? Еден од ДУП-овите кој е предмет на предлог одлуката што ја достави Левица се однесува на делот кај Средното училиште Здравко Цветковски, односно спорт и педагошка, каде што на местото на Заводот за урбанизам и Институтот за социолошки истражувања се предвидува висококатница. Не само таа, и на други делови од тој блок се предвидуваат нови стамбени згради, со што дополнително ќе се задуши тој простор. Сакам да потенцирам дека таму во моментов има зеленило и токму на тоа зеленило се предвидуваат тие згради. Така, во однос на споменавте Дол Желинденска дека ќе се бетонизира целата? Да, пред 2 недели имаше презентација на деталните урбанистички планови кои се во тек, односно во фаза на планирање или се во фаза на одобрување од страна на државните институции. Конкретно за тој дел од северно од Илинденска, односно делот од Золошка до Карпо 4, се предвидува изградба на нови станбени и деловни згради. Тоа значи дека на целата онаа зелена површина која се наоѓа долж Илинденска, за многу скоро, доколку не се спречи, ќе има нови станбени згради, некои ќе бидат со висина и до 14 ката. Истовремено тие ќе бидат изградени и на двете спортски игралишта, односно фудбалските игралишта на Алумина и на Локомотива, со што практично општина Карпош ќе биде општина на која нема да има фудбалски терен за голем фудбал, а со самото тоа и ќе се оневозможи да тој простор наместо згради се изгради парк кој е и тоа како неопходен во Карпош. Што ќе значи за граѓаните доколку се избетонизира тој? Со тие 4 детални урбанистички планови кои се однесуваат на делот кај Илинденска, но и сите останати 35, практично ќе значи дека општина Карпош ќе добие нови 30.000 жители, а при тоа не се планирани објекти кои се однесуваат за задоволување на нивните образовни, здравствени и останати социјални елементи. Не се предвидуваат нови училишта, не се предвидуваат здравствени установи, не се предвидуваат големи паркинг зони кои се во дефицит во Карпош и не се планира буквално решавање на оние потреби што ги имаат карпошани. Се сомневате на нешто, си го брка некој интересот или? Апсолутно да.
Видете, за време на изборите и СДС и ГРОМ ветува дека ќе спречат бетонизација. Ако последниве денови сме сведоци на тоа како сегашниот и бившиот градоначелник демантираат било каква бетонизација и ако имаат они воистинска волја да го спречат бетонирањето на Карпош, они вчера ќе гласа за ревизија на тие два детални урбанистички планови. Меѓутоа останува надежда да се види дека во иднина они ќе гласаат против деталните урбанистички планови кои се во фаза на носење. Нешто што, да бидам искрен, мислам дека е буквално невозможно, бидејќи тоа се види вчера какви ставови имаат кон бетонизацијата и претираната урбанизација на централното јадро на општина Карпош. Кој е вашиот следен чекор? Ние како советници на левица во општина Карпош ќе ги преземеме сите механизми кои ни стојат согласно законите, да спречиме било какво носење на детален урбанистички план кој не е во интерес на жителите. Тоа значи блокирање на урбанистичките планови за време на комисиските расправи во рамките на Комисијата за урбанизам, гласање против истите во Советот, како и други поднесување на голем број на амандмани, голем број на забелешки за време на јавната расправа и анкета, како и други механизми со што ќе се бидеме сигурни сме дека ќе испречиме носењето на тие урбанистички планови. Така, уште едно прашање само во однос на просторот кај Алумина што беше, што требаше таму, што беше предвидено да се прави и што сега таму, докаде е постапката, кажавте дека висококатница е во план да се изгради? Да, има детален урбанистички план кој го фаќа тој дел. Таму е предвидено да се гради висококатница со висина од 104 метри, што практично ќе значи дека ќе биде блокиран целиот тој дел од Карпош и од градот Скопје. Според планерите, они не дадоа јасен одговор на тоа што се планира таму да се гради, меѓутоа му оставаат слобода на инвеститорот да гради во рамките на тие параметри, висина 104 и бруто површина од 100.000 метри квадрати. Така да и ние не знаеме што точно ќе се гради. А во која фаза? Деталниот урбанистички план е донесен и се чекаат, односно не е донесен, деталниот урбанистички план е завршен во однос на планирањето и се чекаат одредени потврди од министерството. Така, уствари дозволите за градба се чека. Согласности. Да, потоа следат и Мислите ќе се добие таа согласност? па за жал да.